Иако согласно законот, потребите и секојдневните случувања, освен центрите за социјална работа, социјални работници треба да имаат вработено и образовните установи, училиштата, градинките, домовите за стари лица, здравствените центри и болници, полициските станици, како и голем број државни установи. Тоа, за жал, не е така. Кај нас оваа професија е потценета пред се од самата држава, која што не одобрува вработување на ваков кадар. Според социјалните работници и експерти, доколку една установа има ваков кадар, истиот ќе помогне во намалување на потребите за решавање на голем број случаи кои што сега се оставени само на центрите за социјална работа. Социјалниот работник, кога би бил во тимот, психолошко-педагошкиот тим, сметам дека ќе може со оглед на нашата научна работа, социјална работа во образование е посебна гранка, која што може и која што има насоки за постапување како треба социјалниот работник да постапува во процесот. Професијата социјален работник е малце некако или потценета или недоволно ценета во нашето општество, а на крајот на денот сите се обраќаат повеќе или помалку во центарот на социјална работа. Пример, Прилепската болница нема вработено социјален работник веќе 3 години. Истото се случува и во голем број вакви установи. Во Прилеп, социјални работници има само во основното училиште Добре Јовановски, домот за стари лица и центарот за социјална работа. Иста или пак дури и полоша е состојбата во другите градови. Ние сме дежурни 24/7, еден од моите колеги редовно дежура во текот на една недела, се сменуваме, значи. Меѓутоа, линкот кога би имало социјален работник во сите овие институции, па дури во овие што се од приватен сектор, каде што има во поголем број вработени, проблемите можеме да ги детектираме од базата. Не секој сака да дојде во Центарот за социјална работа и да биде виден дека доаѓа во Центарот за социјална работа. Бидејќи овие вработувања зависат од државата, клучот за решавање на овој проблем единствено го има само владата.